И точно време за нашата прва утринска гостинка, која веќе е позиционирана во Аголот за гости заедно со мојата колешка Оливера. За социјалните инклузии, практичните вештини и за сите оние нешта кои се случуваат во куќата на среќата, ово утро на гости ни е председателката на хуманитарната организација Куќа на среќата, Маргарет Талески. Добре ни дојдовте, добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам на вашето гостување. Јас со нетрпение ги чекам да слушнам новитети поврзани со овие практични вештини и сите ваши активности, повелете. Благодарам. Да, можеби една од најубавите би рекла професии или улоги да се биде хуманитарец, но и најнеблагодарна. Да не почнуваме, Маргарет, со негативните работи, туку да почнеме со убавите работи. Нешто што како проект Куќа на среќата го планира за сите родители кои што имаат деца со посебни потреби, во кои што ќе бидат вклучени. Што всушност представува овој социјален проект за инклузија на родителите? Так, проект кој што можам да кажам ќе ми биде еден од најомилените, уште сега веќе толку едва чекаме да почне. Сосема случајно дојдовме до ваква идеја. Имаше минатата година од страна на Стопанска банка, они имаат повици каде што поддржуваат здруженија на лица кои што прават активности за лицата со попреченост, сонуваме, менуваме. Така дојдовме до една идеја, ајде ние да се пријавиме и да пробаме дали ќе не поддржат со сонуваме, менуваме, гравираме. Се пријавивме на проектот, имавме таа среќа да не поддржат со тоа и да набавиме опрема. Значи, опремата која што ја набавивме е професионална опрема за гравирање, ЦНЦ ласер, кој што може да изработуваме и да гравираме различни изработки. На некој начин многу е лесно и едноставно да се работи и така тој беше идејата. Ајде да ги викнеме да ни дојдат родителите, дури лицата со попреченост заедно и заедно да гравираме. Секој може да се избере што сака да му изгравираме, дали тоа име, привезок, да направиме различни изработки, сите тие после да ги изложиме и да покажеме дека можеме. Можеме нели да изработиме нешто, дека сме креативни, да покажеме дека една мала идеја може да направи многу големи промени кај родителите и оваа група на лица. Се со цел дури да може тука некаде да развиеме некој собствен бизнис кај тие родители. Претежно тоа се родители и деца кои што се затворени дома, кои што не можат додат на работа затоа што ета нема никој каде да ги остава децата. И токму е таа идејата. Ние ќе ви покажеме како вие да гравирате, како дури утре да отворите една Facebook страна, како да ја водите таа страна, како да продадете. И обично велиме ќе сме среќни макар и кај едно семејство да успееме, тоа да се развие во бизнис и утре тоа семејство да обстојува од такви изработки. Не е лесно. Можам да кажам лицата со попреченост и нивните родители дека и прават изработки, дали прават свеќи, дали цртежи, слики. Меѓутоа, ова е нешто ново. Овие изработки до сега не се правеле. Ќе организираме базари, ќе бидеме поврзани идејата ние и со други здруженија каде што тие изработки ќе ги цртаме, ќе лепиме магнети, ќе ставаме врвки, затоа што не е само дека ние ќе го изработиме, туку си бара доработка после тој производ. Базари каде што ќе ги продаваме тие средства, со тоа што средствата кои што ние ќе ги собереме, исто ќе помогнеме на семејство доколку е потребно да набави таква машина, зашто не е ни ефтина, но не е ни скапа. Мал влог во бизнисот, некаде каде што ќе го дадеме за некое семејство да продолжи, многу малку треба за тоа да може да продолжи. Дополнително ќе ги намениме паричните средства кои што би ги собрали да пратиме некое семејство на одмор. На некој начин би се само одржувале со тоа, а со тоа би помогнале за поголема социјална инклузија кај лицата. Дали е веќе започнат проектот или сега го стартувате? Сега. Објавивме веќе повик до родители и лица со попреченост да ни се пријават. Се пријавија? Да, до сега имаме 18 пријави на лица. Повикот мислам во петокот дека го објавивме. Јас во саботата го проучитав, дали од Скопје или од цела Македонија може да се вклучи? Видов дека има пријави од Прилеп и Битола. Во моментот би започнале од Скопје. Град Скопје ни даде поддршка од 60.000 денари, каде што реално ние ќе може да набавиме таа опрема, шпер плочи. Каде што ќе се гравира? Да, каде што ќе се гравира, материјал за гравирање, ќе може да направиме магнетчиња, привезоци и се останато. Почнуваме со Скопје, не се врзуваме со општини.
туку цело Скопје сакаме да го опфатиме во зависност од пријавените, така и ќе ги организираме работилниците и групите. Каде ќе се одвиваат? Во просториите на нашето здружение би биле работилниците за гравирање, а работилниците за дополнителна доработка, изработка ќе бидат во различни здруженија, центри. Планираме со градинките да се поврзаме со училиштата, каде што и тие дечиња кои што ќе ги прават лампионите или ќе стави врвка на лампиона да знае зошто го прави тоа, со тоа ние со самото зборење кај децата во градинките и во училиштата им кажуваме, ги учиме како да разберат, како да прифатат и како едноставно да сакаат. Затоа што ако работиме уште кај најмалите, уште со малите, тоа мислам дека нешто што допрва после ќе изградиме една добра иднина кај децата. Да се втемели емпатијата уште од најмалину, веројатно тоа ви е идејата. Каде се наоѓа куќа на среќата? Во Кисела вода се наоѓаат просториите на куќа на среќата. Ни требаше малце време да опремиме баш работилница да направиме и со други работи, но полека успеавме, така да септември веќе почнуваме активно. Со децении веќе работиш на хуманитарноста, на многу проекти, освен ова гравирање кое што еве денес го представуваме и кое што ќе биде отскочна даска, би рекла, за многу семејства што се соочуваат со вакви проблеми. Мислам дека ќе им покажеме и на другите како треба, можеби и на некои погорни слоеви, како треба да се однесуваме и во што се треба да вклучат, бидејќи тие се навистина на маргините. Овие родители, и децата со посебни потреби. Нив им треба поддршка, насока, активност, инклузија, вклучување во општеството. Значи, имам и на некој начин и од нивна страна затворено за тоа што се плашат од неприфаќањето. Ако ние сме отворено пристапиме, мислам дека исто заедно можеме да направиме многу промени, да бидат поактивни, да ги вклучиме. Гледам напредок од периодот кога почнавме до сега, има отвореност, сакаат, меѓутоа има уште многу. Сакаат да се дружат, сум забележала, но сепак не е лесно и навистина овој проект мислам дека малце ќе ги отвори така како цвеќиња сите луѓе кои што ќе бидат вклучени. Паралелно со ова, ќе се навратиме на гравирањето, Куќа на среќата прави и други проекти. А тоа е, еве сега на 2 недели пред почетокот на учебната година, прибира материјали за децата да можат да имаат училишен прибор. Така, ние годинава летос испративме семејства на одмор. Уште праќаме, уште праќаме на одмор, уште последната недела од август ни е наменета за дечињата и семејствата кои што ќе тргнат во училиште, во август да ги пратиме, додека пак септември имаме можност да пратиме семејства каде што има лица со попреченост поради училишните ослободености, како да кажам, пак не се толку врзани зависно од семејствата и оние семејства кои што поради здравствени причини не можат во текот на летото, туку септември ми е најубав период. И оваа година решивме оние семејства кои што ги пративме на одмор, бидејќи се спаѓаат во социјално загрозени категории, да им обезбедиме училишен прибор. Така да секое дете кое што беше на одмор годинава ќе биде обезбедено со прибор. Се мислевме минатата година, а оваа година веќе се решивме затоа што имавме една мајка каде што пиша: вие мене ми нудите прибор, јас во училиште децава треба да ги пратам, ја не знам како ќе ги пратам во училиште, не па на одмор да отидам. Така реков, мајде ќе собираме прибор и плюс имавме порака од мајка која што пред многу години ќе речам, бидејќи ова е 9-та година како праќаме на одмор, ни пиша во порака: јас сакам да донирам прибор за дете од вашата организација која што вие ќе изберете. Можам да донирам 1 до 2 прибори. Кога мене ми беше најтешко и периодот кога ние немавме можност, вие не пративте на одмор. Таа мајка не го заборавила сето тоа и ние сме сега во ред, значи можеме да помогнеме и сакаме и ние да бидеме дел од тоа што нас не се случи, друг да го почувствува и да се израдува. И таа порака многу ни значеше реално, затоа што е мотив дека луѓето може еден период се им е тешко, но не значи дека цел живот ќе остана така, туку и да ти подобри денови, дека ете се потрудиле и навистина ни е мило што сме направиле мала среќа и промена некаде во некој живот. Тоа и јас го научив низ хуманитарноста, дека луѓето
што знаат да го ценат тоа, утре стануваат многу подобри луѓе и кога ќе имаат или кога ќе се подигнат на некое ниво, знаат да го возвратат на тие што им треба. Одлично. Каде ги праќате на одмор? Каде се во моментов? Во моментот имаме семејство во Дојран, а за време на сезоната плаќаме одмори, а затоа што бараме донации за да може да ги пратиме во сезона, јули и август. Дополнително имаме во Охрид, каде што сега во вторник ќе пратиме семејство исто во Охрид. Грција праќаме доста, можам да кажам, во јуни и септември, крајот на август Грција ни е една од дестинациите каде што ги праќаме, и тоа благодарение не само на издавачи од Македонија и туристички агенции од Македонија, туку ни се вклучуваат и срби, српски издавачи, еве последното вчера кое што го објавивме дури од Грција, значи гркиња ни го отстапува местото во Лептокарија, втора година и тоа поред, што значи луѓето покажуваат дека хуманоста нема граници, дека не им е важно кој од каде ќе пратиме, туку важно им е да биде семејство кое што навистина не било на одмор, семејство кое што навистина заслужува, што особено не радува. Ние сме имале низ периодот, да речеме, дали ќе биде прифатено семејство, во сепак сме ги прашувале луѓето дали ви смета да ви пратиме вакво семејство. Ние не правиме граница, меѓутоа не знаеме другата страна дали сака, како ќе реагира, меѓутоа до сега не сме наиделе на нешто од некоја одбивност, туку секогаш било битно е да се луѓе, битно е да е семејство кое што навистина има потреба од одмор, не ни смета ниту националност, ниту ништо не ни смета, така да... Тоа влева надеж, дека ќе бидеме добро општество. Јас сакам само да ви се вклучам кратко. Некогаш и покрај најдобрата намера и целиот вложен труд и целата стратегија да ја направите, некогаш можно е да имаме и некакви забелешки од страна на луѓето на кои сакаме да им направиме добрина, нели? Како се справувате во таквите ситуации? Има ли такви ситуации кога луѓето искажуваат понекогаш можеби неблагодарност или некоректно се однесуваат? Има. Значи не е дека нема, навиду нели кој ќе напишеме пост се изгледа убаво, меѓутоа на позаднината која што ние ја поминуваме, многу е тешко. Да, многу е поразлична. Може се нервираме за момент, ама поминува на другото кога ќе се навратиме. Си видиш, Бог знае што ми е целта и оставам на него, така, нели? Токму баш вчера така имавме еден пост каде што напишавме, значи се случило да пратиме семејство на одмор, кој што не знам очекувало дека не треба да готви, не треба да спреми храна. Ќе дојдат две жени ќе ги служат цело време? Ние и храна и се им спремивме, ама ние не јадеме вака. Сега треба да готвиме, па немаме кромит. Имало, не е дека немало, но можам да кажам дека на прсти се бројат или малце. Највеќе исто што ни пречи на некој начин, но ние секогаш ги објавуваме и тагнуваме лицата кои што донираат, иако има и доста анонимно кои што сакат, сепак почитуваме и анонимност кога сакат. Ни пречи кога им пишува директно во пораки. Значи, ние ако тагнеме дека некој донира одмор, лицето кое што сме го тагнале, донаторот ќе добие едно 10 пораки за тој термин кој што ние сме го барале, што ни пречи за тоа што ни одзема време и на нас и на лицето кое што донира. Меѓутоа, пак ќе кажеме, не ја гледаме ние таа страна, ја гледаме на друга, на страната на убавата. Така, одлично. Ми благодарам Маргарет што дојдовте ова утро и еден апел сите што сакаат да направат нешто да се пријават на работилниците за гравирање кај вас. Да, секој може да се пријави на работилниците, значи дали тоа се семејства, на лица со попреченост, деца, оние кои што сакаат да бидат дел, да помогнат, да работат, да гравираат со тие деца, отворени сме за сите и допрва ќе биде. Се спремаме за нова година на некој начин да кажам, допрва ќе ги видиме изработките на крај. Ќе дојдеме со камера и сето тоа ќе го евидентираме. Благодарам. Благодарам исто. И благодарам и јас во име на целата редакција и секоја чест за се што правите за да им овозможите на луѓето кои тоа не можат самостојно да си го дозволат.